Добар ден, ова се пладневните вести на Канал Плюс. Почнуваме веднаш по кратката најава на дел од содржините. Големи се штетите од поплавените оризови површини во Кочанско. Од Министерството за транспорт и врски организираат чистење на каналите, а почна и процената на штетите. Почна вакцинацијата против сезонскиот грип. 31.000 вакцини во државата се препорачуваат за хронично болните и лицата со намален имунитет. Со швајцарски пари ќе се градат 2 пречистителни станици за отпадни води на истокот во селата Кучичино и Карбинци. Се уште не е лоциран виновникот за загадување на реката во Штип. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски и градоначалникот на Чешиново Облешево Костадин Личков вчера ги посетија оризопроизводителите во Кочанскиот регион. Тие се соочуваат со голем проблем после обилните врнежи и поплавувањето на родот кој е пред жетва. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски и заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски денеска престојува и меѓу оризопроизводителите во општината Чешиново Облешево. Повод за посетата се поплавените оризови полиња полни со род, како и надојдените реки Кочанска и Злетовска и попуштањето на така наречениот бугарски канал кај селото Спанчево. Можеме да констатираме дека повторно на овој дел кај што сме сега се гледа дека земјоделците не може да пристапат до своите ниви. За таа цел, значи, сме тука заедно со министерот за транспорт да обезбедиме конкретно механизација која што е потребна за да пристапи кон регулирање на овој дел, на овој пропуст и да обезбедиме материјал кој што би бил потребен да се санира оваа состојба и нормално остануваат уште 2 места кои што се вака покритични за земјоделците, а тоа е Боров мост и каналот кај Спанчево. За таа цел сме тука, значи разговаравме повторно со земјоделците од аспект на проблемите кои што ги имаат сега со поплавите предизвикани на оризови, на нивните оризови ниви и да ја согледаме можноста од евентуално решавање на состојбата со механизација која што исто така треба да им биде од корист заради завршување на жетвените активности кои што се поврзани со прибирање на оризот од нивните ниви и нормално да видиме, да го разгледаме проблемот со откупот на оризот кој што се јавува на почетокот на предавањето на оризот на откупните претпријатија и јас се надевам дека ќе најдеме решение и земјоделците ќе бидат задоволни од тоа. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски по посетата на терен и со запознавањето на фактичката состојба не изјави. Денеска ќе ги посетиме сите места да видиме што можеме да санираме, што можеме да помогнеме. Јас со заменик министерот ќе гледам да обезбедам дополнителна механизација за потребите на земјоделците. Благодарност до сите граѓани што дојдоа денеска да разговараме, да видиме што се критичните места и очекувам дека во овој ден ќе најдеме дополнителна механизација да им помогнеме на луѓето, бидејќи во наредниот период следат и нови врнежи. Иако ние како влада доделивме нафта за сите општини во Република Македонија, станува збор за преку 700.000 литри нафта, веќе општината ги има добиено нафтата и веднаш почнале со работа, но мораме поагилни да бидеме за да бидеме спремни за следниот период. Градоначалникот на општина Чешиново Облешево Костадин Личков, кој ги придружуваше министерот Мисајловски и заменик министерот Костадиновски на терен, истакна дека најкритична е состојбата со пукањето на бугарскиот канал кај Спанчево и излијаните Кочанска река во Облешевско и Злетовска река кај селото Ларци. Во општината Чешиново Облешево деновиве што ја зафати дождот имаме на повеќе места критични, вклучително од самото Банско поле, значи Облешевско поле, Чешиновско, Теренско и Уларско поле. Како што каже министерот, веќе имаме пукање на одводниот канал кај село Спанчево, веќе имаме изливање на Кочанска река, на дел од Уларци кај Злетовска река имаме изливање, значи веќе оризовите површини се под вода и самите земјоделци со нетрпение чекат да се истече водата и на некој начин да се соберат берикетот. Со ова излавање на министрите на самиот терен се надевам дека во најбрз рок ќе излеземе на терен и ќе ги санираме сите потребни штети што ги имаме и се надевам дека земјоделците во најскоро време ќе почнат да се остваруваат жетвата и ќе завршат со жетвата да ја биде берикет на оваа година.
Инаку подобрувањето на временските услови ќе овозможи повлекување на водата од оризиштата, но сепак ќе треба подолг временски период, нивите целосно да се исушат и да се собере родот. Во сите центри за јавно здравје во државата почна вакцинацијата против сезонски грип. Обезбедени се 31.000 вакцини. Имунизацијата се препорачува на постарите лица, хронично болните, како и за бремени жени и за малите деца со намален имунитет. Вакцината против сезонски грип штити од вирусот од типот А H1N1, типот А H3N2 и од групата Б. Вакцинирањето против сезонски грип чини 400 денари. Општините Чешиново, Облешево и Карбинци потпишаа договори со изведувачот на градежните работи на пречистителни станици за отпадни води, хрватската компанија Екоина. Се работи за пречистителни станици во селата Кучичино и Карбинци, кои ќе се градат со средство од швајцарската амбасада во рамки на проектот за управување со речниот слив на река Брегалница. Наскоро ќе започне изградбата на современа пречистителна станица на отпадни води кај селото Кучичино. Општина Чешиново, Облешево потпиша договор со изведувачот на работите Екоина од Хрватска. Локацијата за изградба на станицата е одбрана кај селото Кучичино и се смета како најповолна во рамки на проектот за управување со сливот на река Брегалница. Станува збор за инфраструктурни проекти што се финансирани од швајцарската амбасада. На општината претходно и беа одобрени средства во висина од над 23.240.000 денари, со кои објектот треба да се изгради и да се стави во функција. И општина Кочани треба да добие пречистителна станица до 2018 година, кон која ќе бидат вклучени колекторски системи од сите населени места. Локацијата ќе биде на најниската точка во Кочани, односно во близина на местото викано Масалница. Инвестицијата во овој објект изнесува 23 милиони швајцарски франци, пари што ги обезбедува владата на Швајцарија. Освен во општина Чешиново, Облешево, денес со истиот изведувач за изградба на пречистителна станица ќе потпише договор и општина Карбинци. Вредноста на оваа инвестиција ќе чини 34 милиони денари. Почна практичната реализација на проектот Развој на дигитални содржини и мешани модули на земјоделство и рурален развој за едукација на земјоделците, како да се служат со онлайн алатки за контролирано користење на пестициди и зголемување на производството. Организатор е Земјоделскиот факултет на УГД, со партнери Медитерански агрономски институт во Ханија, Грција и Агрокултурниот универзитет во Пловдив. Во рамки на проектот, утре во 17 часот во Средното електромашинско училиште ќе има предавање за Еразмус плюс програмата наменета за земјоделците. Целта на проектот е да развиеме дигитални ресурси кои ќе може да ги користат земјоделците во понатамошната своја работа и да се едуцираат, да добијат сертификати за правилно користење на ѓубривата, правилно користење на пестицидите и за поефикасно ѓубрење и заштита на органското производство при нивната работа. Българија като член на Европейски. Овој проект е значаен за двете страни, како за Македонија, така и за Бугарија, како член на Европската Унија, која има многу поголемо искуство на овој план. Заедно со колегите од Македонија ќе им овозможиме на земјоделците од двете држави да го користат електронското образование и да имаат достап до електронското учење за еколошко чисти производи и за користење на земјата, со што жителите на двете држави ќе користат претежно здрава и корисна храна. Денес се одбележува Светскиот ден на слепите лица. Националниот сојуз на слепите на Република Македонија апелира да се укинат сите облици на дискриминација кон слепите лица и да им се овозможи достапност на физичкото опкружување, соодветна примена на новите информатички технологии, пристап до едукација, вработување и екзистенција. Од Сојузот апелираат за поголема достапност на публикуваните материјали на брајова азбука, бараат патеки или тротоари со означени коцки за движење на слепите лица, поставување звучни семафори низ целата држава, звучни банкомати и пристапност до електронско банкарство, како и подготовка на предлог закон за самостојно движење на слепи лица со куче водич,
кое покрај белиот стап би им овозможило полесно движење на слепите лица. Европскиот парламент доцна синоќа даде зелено светло за нови 401,3 милиони евра, кои ќе бидат искористени од Европската Унија до крајот на годината за совладување на имиграцијската криза. Одделувањето на тие средства беше предложено од Европската комисија. Тие треба да бидат искористени од земјите членки, најсилно засегнати од имиграцијскиот проток, од трети земји кои прифатиле најголем број сириски бегалци, како и од европски служби. 28 држави членки ветија 330,7 милиони евра за овогодинешниот буџет на Европската Унија, но ќе треба да ги исплатат тие пари дури идната година. Нуклеарен реактор што се наоѓа во близина на активен вулкан во Јапонија беше пуштен во експлоатација денеска. Тоа е вториот реактор во земјата што ја обновува работата со нови построги безбедносни правила, усвоени по нуклеарната катастрофа во Фукушима во 2011 година. Компанијата оператор Kyushu Electric Power го пушти во експлоатација реакторот 2 на атомската централа Сендај, што се наоѓа на околу 1000 километри југозападно од Токио. Пред околу 2 месеци беше активиран и реакторот 1 на нуклеарната централа. Германската влада има волја да го подржи предлогот Турција да биде ставена на листата на безбедни земји чии граѓани имаат малку шанси да добиваат азил во Европа. Европските лидери денеска во Брисел се состануваат за да дискутираат за справувањето со бран од бегалци кои се обидуваат да влезат во Европа. На дневниот ред е и соработката со Турција и со другите земји кои граничат со Сирија со цел да се задржат милионите бегалци во регионот. Владата на Меркел сака да ја прошири листата на безбедни земји со Косово, Албанија и Црна Гора. Во оваа категорија веќе се Македонија, Србија и Босна и Херцеговина. Пингпонгарскиот клуб на Угада изминатиот викенд учествуваше на првенство за сениори во Велес, откаде што се вратија со одлично постигнати резултати. Но ова сениорско првенство студентите на Угада беа помеѓу најдобрите представници, кои освоија златен, сребрен и бронзен медал. На првенството за сениори учествуваа 80 учесници во машка и женска конкуренција. Овој викенд пингпонгарскиот клуб ќе го одигра надпреварот од третото коло во Суперлигата, кој ќе се одигра на 18 октомври со екипа на Радовиш. Инаку наредната недела од 21 до 25 октомври започнува и Балканското првенство во пинг-понг. Градот Штип како домаќин за прв пат по 40 години ќе ги собере најдобрите пинг-понгари од Балканот. Ова е се во ова информативно издание. Повеќе за настаните во овој 15 октомври гледате во Дневникот во 16:30. Пријатен ден!